Здраво на сите, јас сум Мартин Јовановски. За прв пат снимам ваков тип на видео и морам да кажам дека чувствувам малку трема. Меѓутоа, најверојатно е тоа позитивната, така да не е толку страшно. Денеска ви се обраќам од својство на автор на книгата Зошто јас. Причината поради која што го снимам ова видео е бидејќи сакам да споделам со вас еден мал проект наречен Слушај книга, читам за вас. Овој проект е идеја и целосна реализација на Мими Стојановска. Неодамна чув за неа и за тоа што она го прави. Крајно успешно и посветено. За сите оние кои што не се запознаени, Мими чита книги од македонски и странски автори, истите ги прикачува на низиниот YouTube канал со цел да бидат достапни за сите вас. Една прекрасна идеја и прекрасна реализација која што заслужува поздрав и честитки од сите нас. Мими ме исконтактира некаде пред недела дена и ми кажа дека незина идеја е наредна книга која што ќе ја чита да биде Зошто јас, бидејќи сака да сподели со сите оние кои што барем за миг почувствувале анксиозност и сите оние кои што барем имаат чуено за анксиозноста. Во истиот момент бев многу среќен и горд и се уште сум, особено поради фактот што Зошто јас ќе биде прва книга од македонски автор која што Мими ќе ја прочита за вас. Сега доаѓа оној дел каде што би требало да кажам нешто паметно за книгата, за Мими да може да почне со нејзиниот дел. Од промоцијата на Зошто јас помина, мислам дека околу 3 месеци, да. Во меѓувреме го издадовме и второто издание на книгата заедно со мојата издавачка куќа Арс Ламина и Литература МК. Читателите си го кажаа своето. Не се сомневав во интересот за книгата уште пред да напишам, меѓутоа не сум сигурен дали треба да се радувам и колку треба да се радувам поради се ова што се случуваше последните месеци, од причина што се тоа ми потврди каква е состојбата кај нас со анксиозноста, паничните напади и депресијата и колку само се тие застапени. Се ова ми потврди дека овие состојби како го нарушуваат секојдневието на поединците таму надвор и се повеќе го уништуваат оној внатрешен мир кој што секој од нас го заслужува. Нема да должам многу, всушност нема и да кажам ништо посебно во врска со книгата, ќе ја препуштам таа задача на Мими. Сакам само да ви кажам неколку работи кои што за мене се многу важни, а и за вас како читатели. Зошто јас е живот, еден обичен живот без никаква шминка, дотерување или цензура. Зошто јас е борба, една сурова борба, која што е детално пренесена во книгата. Меѓутоа, зошто јас е и лекција, една лекција која што јас ја научив, лекција која што ме натера да погледнам поинаку на анксиозноста. И најважното, зошто јас искрено подадена рака до секој оној кој што барем еднаш почувствувал како е да се различен од повеќето и да се бориш со собствените мисли. Ако решите да издвоите време и да ја слушате Мими, ќе ви порачам да верувате во напишаното, како и да изгледа на моменти, колку и да е тоа чудно. Таму има порази, има тешки порази, меѓутоа таму има и лекции, многу конкретни совети и најважното од се, таму има многу љубов. Кога ја напишав, кога завршив оваа книга, имав само една желба, а таа беше зошто јас да стигне до секој оној кој што чувствува потреба од неа. Мими е една од многуте кои што ми помогна и кои што ќе ми помагаат понатаму да мојот сон стане реалност. Сакам да и се заблагодарам уште еднаш за нејзината идеја која што ќе значи, сигурен сум дека ќе значи на многумина. Уживајте во видеата кои следуваат, верувајте во напишаното и би сакал да се слушаме и да се гледаме само за убави работи од сега. Ви благодарам од срце.